Јас се викам Тереза Христовска, самохрана мајка сум со мојата ќерка Сена Куртановиќ. Ме избрка бидејќи моето малолетно дете немаше кој да го чува кога беше многу болно. Центарот за социјални грижи ми рекоа не ни интересира нас, што ти веќе немаш работа бидејќи твоето дете прима елементација од таткото 2000 денари. Се обратив во Министерството за труд и социјала, им побарав еднакратна помош и они истото ми го одговорија дека мене не ме следува еднакратна помош, ниту детски додаток, бидејќи прима елементација 2000 денари. Судот така одлучи. Еве ви документ. Ова е судска пресуда. Отидов во Завод за вработување да се пријавам како невработена. Се случи еден ден да закаснам, месец октомври, бидејќи во тој момент од градинка ми се јавија и ми кажаа дека малата Сена Куртановиќ фати сипаници и дека мора подхитно да си ја земам дома. Ја тој ден не отидов во Завод за вработување да се пријава. Заводот за вработување одма истиот ден ме избриша. Тоа беше ден петок, месец октомври. Отидов во Заводот за вработување со документација зашто тој ден јас сум отсуствувала, дека детето доби сипаница и имаше запаление на плуќа, воспаление на плуќа и они ми ја одбија жалбата. Господја Росина Тасевска Ременска. Значи, ова е таа жалба. Ова е тоа решение каде што пишува дека жалбата на Тереза Христовска е несогласна да продолжи со здравствено осигурување. Јас во моментов не сум дека здравствено осигурување и не дај Боже се разболам, се морам приватно да се лечам, јас или моето дете. Државата не ги интересира ништо, ниту за мене, ниту за моето дете. Сега веќе една година, кажав, сум без работа, од државата не добивам ни 5 денари. Се обратив цела година, ностоп одев, одев до мај месец, значи сега јуни, овој месец да речеме, нели одморите им почнува. Одев, нема каде не одев. У Центар за социјални грижи одев, во труд и социјала одев, се јавив на еден суат, презимето не му го знам, тој од Гостивар има здруженија каде што Министерството за труд и социјала му одобрило тој човек да го отвори тоа здружение и тој е задолжителен да помогне за правни служби, значи за адвокатура. Например, ја барав кај него адвокат да ми најде и барав ако може да ми донира како здружение машина за перење алишта, пошто машина за перење алишта нема. Тој мене не кеше ни добро Тереза, ќе ти се јавам и па нема човекот веќе пола месец. Едно не ми е јасно, Министерството за труд и социјала како може да одобри такво здружение, кај што не води рачун дали тоа здружение работи или не работи, а јас со цела документација во Министерството за социјала и труд им носам документи, струја, вода и кирија, дека неам платена и ми викаат не ни интересира. Ти за детето зимаш 2000 денари. Ниту дошла е Министерството за труд и социјала, ни социјалното да видат дали јас стварно тие 2000 ги зимам од татката или не. Значи, и на крај сакам да ви се заблагодарам уште еднаш што дојдовте и сакам и ги замолувам граѓаните колку што може да ми помогнат финансиски. Имам идеја да отидам во Германија и да пробам азилант да бидам, да пробам азилант да одам. Друга чаре не ми останува. Ако останам во оваа држава, крај.